На нашите патишта се води постојана војна која секоја година однесува многу жртви. Данок што го плаќаме за брзиот развиток и интензивирање на сообраќајните токови во нашата република. Организирано и безбедно одвивање на патниот сообраќај е од витален општествен значај и бара секојдневно и максимално ангажирање на сите учесници во сообраќајот, а особено на органите и службите за контрола и регулирање на патниот сообраќај. На крајот од годината, кога насекаде се сумираат резултатите, и вработените во овие служби го чинат истото. Затоа, каква беше безбедноста во сообраќајот на нашите патишта во минатата година, ќе не информира Борис Чаушевски, начелник на Оделението за контрола и регулирање на сообраќајот при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. Општите неповолни економски состојби и нагласената енергетска криза, условија патниот сообраќај во Републиката во 1982 година, да се одвива во специфични сообраќајни услови, кои непосредно влијае врз неговиот интензитет и динамика, а со тоа и врз неговата безбедност. Во нашата република се догодија 2261 сообраќајна незгода, во која животот го загубија 209 лица, а беа повредени 2412 лица. Во споредба со состојбите од претходната година, искажаните резултати се приближно на исто рамниште, со тоа што бројот на загинатите лица е намален за околу 10%, односно помалку загинаа 24 граѓани. Според местото на настанувањето на незгодите, 60% се случајни во населените места, а околу 40% на отворените патишта. Во населбите помалку се гине, а повеќе се повредуваат граѓаните. Имено 35% од загинатите се во населбите, а 55% од повредените во населбите. На отворените патишта се догодуваат помалку незгоди, како што и го искажав тоа, но тие што се догодија беа со потешки последици. Причините за сообраќајните незгоди се многубројни и меѓусебно тесно поврзани и зависни. Меѓутоа, придонесот на одделни од нив во настанувањето е различит. Човекот и неговото поведение се доминантни. Званично спрема расположивата евиденција, над 96% од незгодите настанаа по негова грешка, а останатите 4% заради некои недостатоци на возилата или патот или некој друг објективен фактор. Но и во овие случаи пак е субјектот присутен. Доминантни причини се пребрзото возење, околу 30% од сите незгоди со 60 загинати лица, алкохолот над 12%, а поради кои 33 лица загинаа, пешаците над 12%, но со 82, односно 83 загинати лица, или скоро 40% од загинатите лица. Овде само уште да ги споменам неправилното и непрописно престигнување и првенството на минување. Само заради овие 5 причини што ги наведов, загинаа над 80% од сите загинати лица. За да сликата на безбедноста на сообраќајот биде покомплетна, да изнесам дека службата од своја страна превзеде преку 570.000 превентивно-репресивни мерки или за 6% повеќе од претходната година. При тоа на лице место се изречени 181.000 мандатни казни, што е повеќе за 5%, и се поднесени преку 96.000 барања до судиите за прекршоци. Изнесените податоци за откриените прекршоци зборуваат за масовната присутност на сообраќајниот криминалитет, за чие намалување недвосмислено мораме да се заложиме сите ние, сите граѓани во Републиката. Тоа е обврска на секој граѓанин да го дава својот придонес во рамките на системот на општествената самозаштита. Исто така, искажаните бројки бараат и плански и темелно ангажирање и непосредно делување и на сите субјекти во нашата самоуправна социјалистичка заедница.
Големиот пораст на моторните возила и брзата индивидуална моторизација во нашите градови се резултат на стопанскиот развиток и постојано зголемување на животниот стандард на граѓаните. Ова нагло зголемување на моторните возила и покрај тоа што ги разубавува и оживува нашите градови, создава и одредени проблеми. Веќе изградените сообраќајници и улици стануваат тесни, а возачот треба добро да се испоти за да најде место каде ќе го паркира своето возило. Деновиве престојувавме во Струмица. Наредниот прилог што го снимивме во овој град зборува за тоа со какви се сообраќајни проблеми се среќаваат жителите на овој град. Со кои проблеми вие се содрувате како возач во Струмица? Нема паркириште, слушаме. Па најголемите проблеми се во тоа што низ патните правци во Струмица, мислам, не се осовремени во еден смисол, а во друг смисол и не се квалитетни. Имаме многу дупки. Да. Воедно и означувањето што се дадени на патните правци погрешно, нема смисол на тоа да се погрешно обележени, меѓутоа се невидливи. Тоа зборувам за периферијата на градот на Струмица, додека во центарот тоа го немаме. Друго, многу раскрасниците, попречните улици што не идуваат, тие не се исто така одбележени, многу се коси, остри агли и слично. А место за паркирање, например, Место за моментално, паркирање да кажеме, моментално овде? апсолутно немаме, што се однесува за центарот, во периферијата се наоѓаме како умееме и знаеме. Малку имаме проблеми со паркирањето, усари нема уопште место за паркирање. За сигнализацијата што ќе речете? Во Струмица има само еден семафор. Па добро, овој семафор работи доста стално, али потребно било и на друго место да имате семафора. Морав тука да паркирам за едно 5 минути. А јако знам, оти не е дозволено. И мислам дека нема доволно паркиралишта. И тоа е проблем. И тоа е проблемот. Подрачјето на општина Струмица е густо населено подрачје со 90.000 становника со 72 населени места. Со доста развиена магистрална и локална сообраќајна мрежа со 13.000 возила и 15.000 возачи. Би рекол неколку карактеристики за состојбите во сообраќајот од подрачјето на општина Струмица. Во последно време на планот на развојот на сообраќајот сметам дека доста е постигнато, особено во изградбата на современи улици и булевари. Од тука произлегува дека и со право може да се рече да е Струмица град на булеварите. Меѓутоа, и покрај решените сообраќајни проблеми, се уште постојат проблеми кои што го потискаат проблемот на сообраќајот. Имено, се уште е нецелосно решено сообраќајното решение на градот. Улиците во градот се доста оптоварени со мешовит сообраќај, нема паркинзи и автобуски постојки. На магистралните патишта посебен проблем представува патот Струмица-Штип, кој доста е стар и амортизиран. Со еден збор, овој пат представува тесно грло за современиот сообраќај. Патната состојба на локалните патишта исто така е доста лоша. Се градаат тесни патишта и улици во населените места, не води никој грижа за нивното одржување. Посебен проблем представуваат ударните дупки и сообраќајната сигнализација. Од ваквите лоши состојби и последиците не се имуни. Имено, во текот на оваа година се случија 361 сообраќајна незгода, загинаа 17 лица, тешко се повредени 41, лесно повредени 108 и материјалната штета е повеќе за 600 милиона во однос од минатата година. Другар командир, со кои проблеми се соочувате вие и вашата станица за регулирање на сообраќајот? Па видите, во секојдневната работа
покрај другите задачи на службата, мислам на станицата за контрол и регулиране на saobraќај, една од основните задачи е безбедноста, контролот и регулирањето на saobraќајот на подрачјето на општина Струмица. Во главном проблеми со кои службата секојдневно се сретнува се недоволно регулирањето на сообраќајниците во градот. Имено во градот на повеќе улици и раскрсници нема поставено вертикална, а ниту така хоризонтална сигнализација, што го отежнува безбедното одвивање на сообраќајот. Струмица е град во изградба, што може да кажам во минатата година се изведува повеќе градби, именно се изведуваше канализацијата во градот и повеќе улици во градот беа затворени, така да целокупниот saobraќај се одвиваше по овие улици на кои денеска тука разговараме. Така да овие улици, улица Ленова и улицата Гоце Делчев беа тесно грдо за градот и баш на тие места ни се догодува повеќе сообраќајните незгоди. Пазарниот ден во Струмица е посебен проблем како за возачите, така и за вас. Како го замислувате ова, како тоа да се регулира? Се мислеше дека со изградбата на булеварите тоа ќе се реши, меѓутоа сликата секојдневна покажува дека овај проблем се уште ви задава и на вас, па и на самите возачи од Струмица. Да, обично во сабота службата поорганизирано настапува, бидејќи знаеме дека нашето подрачје како подрачје е економски јако и во градот доваѓаат повеќе возила од населеното место. А исто така доваѓаат соседните органи, посебно од Радовиш и Валандово. Проблемот во сабота е најповеќе поради немање на соодветен простор за паркирање на возилата. Така да возилата се паркираат долж по оваа улица и другите улици тука во градот. И посебен проблем ни представат пешаците кои се движат неправилно по улици, не ги користат тротоарите, туку поминуваат по овој зелен дел тука. Иако страна службата преземани доста напори да се тоа спрече, меѓутоа резултатите се уште не задоволува. А што би ни рекле за струмичени како моторизирани возачи? Културата каква е? Па видите, кај Сообраќај. дел од возачите не задоволува нивната култура. Имено не се почитуваат сообраќајните прописи во поглед на не придржувањето на ограничувањето во градот. Ние имаме случаи дневно во градот да се изречуваат преку 100 мерки за пребрзо возење. Иако возачите знаат дека брзината е една од главните причини за предизвикување на сообраќајните незгоди. Друго, дел од возачите не водат рачун дека после употребата на алкохолот можеби на неколку километри може да предизвика тешка сообраќајна несреќа, со што прво си го загрозва својот живот, а и животот на другите учесници во saobraќајот. Интересантен е, а и малку парадоксален податокот дека за разлика од претходната година, во минатата година сообраќајните несреќи во Струмица се зголемени за 150%. На што се должи по вас, другар командир, оваа бројка? Ако знаеме дека бензинот е ограничен, наша оценка е дека за зголемиот број на сообраќајни незгоди, прво со ограничувањето на горивото се створи една реткост во saobraќај. Мислам дека помалку возила на патот се сретнува, а со тоа се ствара услови за пребрзо возење. И така да возачите, рачунајќи дека се побезбедни, патот е почист, тие не ги почитуваат ограничувањето што се на патот, возат пребрзо, а знаеме дека Струмица и околината тука, кој земе патот Радовиш Струмица, Струмица Валандово и Струмица граничниот премен, не е баш најдобра делницата. Кој земе Струмица Радовиш има повеќе кривини, исто и према Валандово. А ако земе и магистралниот пат према граничниот премен минува преку повеќе населени места, по кои може да се сретнат разни возила, почнувајќи. И мислам и пешаци, почнувајќи од пешаците, запрежни возила, трактори и моторни возила. На некој начин тоа е отежнува безбедност на saobraќајот. Од оваа произлегува дека сообраќајната состојба на подрачјето е лоша и представува сериозен проблем. И од тука произлегува заклучокот дека покрај напорите на службата
Potrebno je da se ангажираат и другите чинители кои можат да дадат свој допринос. Покрај активноста во подобрувањето на сообраќајната култура, потребни се ангажирање и на другите чинители во поглед на вложувањето на средства за изградба на сообраќајни објекти и поголемо инвестирање во оваа област. Сообраќајниот систем во општината, односно мрежата на патиштата, со нивната соодветна опрема и потребните објекти нудат ниво на услуга кој што не овозможува подеднакво квалитетен, брз, безбеден и удобен сообраќај на целиот простор на општината. Имајќи обзир големината, односно геопрометната положба на нашата општина, вкупната должина на патната мрежа изнесува околу 350 километри, од кои околу 50 километри се магистрални патишта, 32-3 километри се регионални патишта и 270 километра локални патишта. Што се однесува за улиците во градот, кои што наедно и представуваат, така да може да се изразам, проблем во разрешувањето на сообраќајната инфраструктура, посматрајќи ја као дел од урбанизацијата. Во последните години не можеме да кажеме дека не е направено све што е било во границите на возможностите, во прв ред мислам од финансиски аспекти, да на некој начин сите овие проблеми кои што од ден на ден ги евидентираме бидат и разрешени. Колку до сега е инвестирано во патиштата, тоест во улиците во Струмица? Последните години е инвестирано некаде вкупно околу 7 до 8 милиарди стари динари. Факт е тоа дека ни Струмица не е поштедена од многу големиот подем на експанзија на сообраќајот, као и сите други градови во 70-те години. Така ние денеска располагаме со некаде од околу 11.000 патнички возила. Меѓутоа, самата урбанизација, односно реализирање на тоа што е зацртано со урбанизацијата, доаѓа во еден расчекор према оваа фактичка состојба денеска. Затоа на некој начин и ја имаме денешната ситуација од една страна, а од друга страна и другата изградба која што се однесува на објекти кои што бараат се поголема концентрација на сите извршители на сообраќајот, почнувајќи од пешачкиот сообраќај, па до моторизираниот сообраќај, и тука доаѓаме до една таква ситуација да има се повеќе од ден на ден поголема потреба од сообраќајни површини, било за динамичкиот сообраќај, било за статичкиот сообраќај. Поакутен чинамот е проблемот во Струмица со статичкиот сообраќај, односно со решавањето на проблемот на паркирањето. Инаку, према замислата од основниот урбанистички план, веќе на некој начин 90% овие сообраќајници кои што треба да бидат артеријални сообраќајници, кои што треба да овозможат брзо одвивање на сообраќајот, 90% се изведени, со исклучок кој што е во тек на изградба булеварот Гоце Делчев и исклучок на булеварот Маршал Тито од кружниот ток према излазот на Валандово. За во иднина, во однос на разрешувањето и евидентирањето на површини кои што би требало да представуваат идни места за користење на паркирањето, односно на статичкиот сообраќај, сметаме дека уште во текот на оваа година со ревизијата на основниот урбанистички план на општината Струмица, односно со неговото освајање, би требало да се евидентират овие проблеми во
во самиот план, инаку веќе се евидентирани као физички проблеми и со донесувањето, односно со освојувањето на тој план би била разрешена и таа концепција за разрешување на тој проблем на паркирање. Кога минатиот викенд патувавме за Крушево во ек на зимската туристичка сезона, бевме загрижени при помисла дека тешко ќе најдеме слободна соба за престој. Но во Крушево не чекаше изненадување. Хотелот Монтана повеќе од половина беше празен. Слична гледка сретнавме и на терените за скијање и санкање. Јас сум од Тито Велес, дојдена сум преку Топилница, бидејќи татко ми работи таму. Иначе во Крушево сум дојдена малце за рекреација, ради сонцето и скијањето. Сместена сум во Монтана, таму е прекрасно, може малце фали топла вода, но се е добро покри вакви услови и мислам дека многу малце гости го посетуваат Крушево. Требало повеќе да има. Па не сум баш одушевена. Прв пат доаѓам у Крушево, малку смрзнаа смо се у хотел, не работи базен, али ипак Крушево е убаво. Нема вези пак, само забава нема. Не знам зашто во овој период би требало да има. Има доста туристи и све, а нема никаква забава, апсолутно никаква. Теренови се одлични, местоположба на градот е одлична, меѓутоа смештојот. Сместен сум во хотел Монтана, не ми прави кеф. Ладно е, нема топла вода, од храна нема што да понудат, сем скара и едно телешко печење. Ке покушам идната недела да дојдам да се сместам во приватен смештај. Ако ме бендиса, ке доаѓам, ако не, ке се префрлим во Мауро. Направивме доста големи напори да измениме нешто од она што ги имавме во минатите години. Имено, оваа година овозможиме да работат и двата нови ски лифтови. Направивме еден нов угостителски објект на самите скијачки терени, така да оние љубители на зимскиот спорт имаат потполна разонода и потполно задоволство на тие терени. Денеска е 19 февруари, колку од вашите капацитети се искористи? За жал, од овие два наши објекти моментално работи само хотелот Монтана и тоа со капацитет од 30 до 40%. А би требало, кога го имаме снегот, го имаме ова убаво февруарско сонце, треба да има повеќе гости. Не можеме да смислиме како може да види и да трае 15 дена зимскиот распуст, а кога имаме снег веќе и 3 месеци. То не знам што е и што куца во таа, дали слаба организација, дали слаби овие наши, мислам, туристички центри го организираат и не знам што куца во таа работа. Зимскиот распуст беше преголема гужва, а сега немаме човек. За жал, капацитетите беа искористени во оној период додека траеше и зимскиот распуст. Јас кажа пред малку дека поборувачката беше 5:1, поборувачката беше 5 пати поголема него нашите можности. Јас мислам дека понатаму треба да се размислува на тоа да се распустот, школскиот распуст биде степеност и да се продолжи најмалку 2 месеца, така да сите оние кои што сакаат да престојуваат во зимските центри во нашата република имаат можност да тоа го направат, а не во оние 15 или 20 дена колку што трае школскиот распуст,
бидејќи капацитетите, угостителските капацитети во нашите зимски центри се многу малку за сите оние кои што сакаат да го поминат зимскиот распуст во тој период. Работните организации би требало своите работници да ги испраќаат на одмор и рекреација вон сезоните. На 25 км веќе има град од 90.000. Каков е нивниот интерес за Крушево? Кој е класираните? Ако направиме на споредба Тетова и Попова шапка, Попова шапка се најдува на 26 км и 30, не се сеќавам точно колку, и Прилеп со Крушево, тогаш е жално што прилепчани не го користат ова убаво место зимско, туристичко, како во зимата, така и во летото, не го користат во онаа мерка во која би требало да го користат. На 20 минути од Прилеп, прилепчани треба ова место максимално да го искористат, како во летниот период, така и во зимскиот период. Верувам дека понатаму ќе прерасне во масовен спорт, скијањето ќе земе голем замав и нашите најблиски комши, Прилеп, Битола, Кичево, Охрид, ќе најдат место за задоволување на своите потреби, мислам, за задоволување на зимските спортови во Крушево. Дали имате учители за скијање? Учители за скијање немаме. Не сме организирани добро. Еве како што гледате овде, на диво се скија. Има побарувачи, мислам, од гостите и во хотелите и во прилетен смештај што се. Прашува дали има школа за скијање, меѓутоа една школа постои, Партизан, меѓутоа тоа не е доволно за да ги опфати сите кои што сакаат да се вклучат, да научат. Во рекреационо скијање? Да, апсолутно. Што понатаму? Па ништо, останува да се организираме. Јас со години доаѓам овдека и слушам само дека треба да се организирате, ништо дека не е направено. Точно, тоа е точно. Се познаваме, се гледаме со години. Еве, после неколку години не е променета ситуацијата во Крушево. Воопшто. Можда со исклучок на овие нови објекти што се градат, иначе стагнираме ние, дури назад одиме. Годинава ние, ова е кикс. Годинава, лани бевме многу слаби. Не знам, овие другите центри, Маврово, Шапка, тоа отидоа неспоредливо напред. Не можеме ние повеќе да ги пратиме, не можеме да се носиме со нив воопшто. Од година во година се повторува иста гледка во нашите зимски центри. На жичарниците и ски лифтовите се чека со часови, а капацитетите се преполни, но не за долго. Само 20 на дена, колку што трае зимскиот училиштен одмор, а потоа се е пусто за да оживее за понекој викенд. Причини за тоа има многу. Една од нив е нашата традиционално лоша услуга во смеќувачките капацитети. За илустрација, само да споменеме, во Крушево, во хотелот од висока Б категорија Монтана, не пречека соба без грејење и топла вода, лошо сготвено и слабо јадење, а за односот на келнерите дури немаме зборови. Кога на сето тоа ќе се додаде и мощне лошо организираната понуда, работите стануваат многу појасни. Се чини не треба многу. Поголемо ангажирање на вработените во овие центри, подобрување на понудата и незиното поефикасно организирање би можеле секако нашите зимски центри да ги извлечат од рамките на локални забавувалишта и да ги сврстаат во редиците на меѓународни зимски центри. Затоа имаме извонредни природни услови, а постои и голема заинтересираност кај засега случајните гости од другите земји.